Утрово ќе рече вечерва за малку. Мој гостин е универзитетскиот професор Жидас Даскаловски, со кој што ќе разговараме на темите кои што се негова пред се експертиза, геополитиката и околностите во кои што се наоѓа светот во овој момент, со епицентар во кризата во Украина. Добро утро, официјално професоре. Да, значи она што дефинитивно може да се потврди е дека украинската контраофанзива започна, иако се уште од официјални лица во Киев одбиваат тоа да го признаат, меѓутоа дури западните медиуми потврдуваат дека офанзивата веќе, односно контраофанзивата веќе е започната. Па Украина негира, знаеш дека негира, со добра причина негира, доколку има катастрофални последици офанзивата, да негира дека воопшто постојава. Така што она што се случи последниве 2 дена, неколку силовити удари од украинска страна, пред се во Запорожје, ако не се лажам, во областа околу градот Орехов и на страничните делови околу Бахмут. Значи се работи за голема концентрација на луѓе, голема концентрација на оружје, на тенкови. За прв пат се појавија и фамозните германски леопарди. Меѓутоа, дури тоа го потврдуваат и западните извори, не очекувале украинците толку силен отпор од руска страна. Па видите сега да не очекувате малку наивно, меѓутоа. Да, малку е наивно, меѓутоа така оди приказната. Факт е кој што е потврден од сите страни, и руската, па и украинската и западната, дека има големи жртви во офанзива. Инаку офанзивата е токму во тој предел, во тој регион, за да евентуално се направи клин, да се обидот на Украина всушност да продре до морето, тука фактички би ги раздвоила руските окупаторски сили од истокот и овие што се гравитираат на Крим. Значи тоа е обидот на Украина. Херсон практично да се одвои од Запорожје со еден клин како што рече, и потоа тоа не беше ни тајна, тоа е интересно. Оваа контраофанзива беше најавувана со месеци, буквално со месеци, а потоа пролонгирана, се до пред некој ден. Меѓутоа линиите на ударот кон Крим се прилично јасни. Обидот е да се дојде до Крим и потоа да може да влезе Крим во опсегот на она оружје кое што е полесно за употреба. Така е. Не само за Storm Shadow, да речеме, британските. Така е, значи одамна се претпоставуваше дека нападот ќе биде точно во таа Запорожка област и дека идејата е да се раздели руската војска на 2 дела, доколку евентуално Украина би дошла до морето фактички. Со тоа би направила тој успех. Меѓутоа гледаме дека имаат катастрофални губитоци и дека нема тоа лесно да се случи. Меѓутоа, повторно се враќам, оваа војна во многу нешто е чудна. Пред се затоа што речиси не се кријат војните тајни. Да, не само употребата на дроновите, тоа е посебна приказна, ја променија начинот на водење војна можеби, и оваа војна беше првата која што толку многу силно го изрази значењето на дроновите, меѓутоа не се кријат тајните. Да, ние сакаме да стигнеме таму и потоа навистина оди во тој правец. Оваа војна најмногу потсеќа на Првата светска војна. Да. Каде што линиите на фронтот беа оцртани, длабоко вкоренети во двете армии, да речеме, со ровови, со брамбени фортификации. И потоа со години се обидуваа на исти планови да удрат и имаше стотици илјадници жртви. 100 години подоцна, нели е малку чудно? Па да, навистина никој не очекуваше дека од денешно време ќе има таков тип на војна како што гледаме. Меѓутоа, таа е каква што е. Треба да кажеме кои се предностите на украинците, кои се предностите на руската армија. Еве, од Русија да почнеме, тие имаат очигледна предност во воздушното пространство, го контролираат до некаде, можеби не 100% го контролираат небото, имаат значи предност во однос на авиацијата, имаат предност во однос на оние ракетни проектили што ги испукуваат, како би бил изразот, да. Имаат предност во артилеријата и во овие што се тенкови против оклопни транспортери и така натаму. Украина има предност во жива сила, тоа е веќе јасно. Нивната моќ за мобилизација е поголема од руската. Русија заради своји политички причини не оди со мобилизација, таа се уште операција ја води како СВО, да. Како СВО. Украина има предност на сателитско наблюдување заради тоа што де факто тука САД и сојузниците и нашите сојузници всушност работат за нив.
Украина има предност во медиумскиот простор кој што е, да речеме, западен, иако ние не следиме оно што се случува во други делови на планета, каде што има и побалансирано известување. Украина има и симпатии, бидејќи сепак од, да речеме, поголемиот дел на светската јавност заради тоа што беше нападната. Тука никој не зборува за причините зашто е нападната, за што и да има направено Украина претходно или што и да прави Украина денеска во однос на цивилни жртви на населението во Донбас или па дури и во Русија, да. Да. Сега тој е интересен момент. Тука морам да влезам. За прв пат се случи, постоеа претходно прекугранични гранатирање на руска територија, но за прв пат се случија неколку екскурзии на герилци, така да ги наречеме, кои што влегоа буквално на руска територија, не на територијата која што Русија прогласи за своја, туку на она старата руска територија во Белогородскиот регион и во Курскиот регион. Обидот беше да се прикаже дека тоа се всушност руски партизани, значи руси кои што се незадоволни од режимот на Владимир Путин. Веројатно има вистина затоа што беа покажани некои пасоши на тие луѓе, навистина имаат руско државјанство. Меѓутоа, мене лично ме зачуди можеби и смелоста да се влезе директно на руска територија. Вие треба да сватите во кој момент се случуваат тие действија. Моментот беше кога паѓаше Бахмут и кога падна Бахмут. Знаете како се случува во медиумскиот спектрум, вие најдобро знаете бидејќи работите во ТВ куќа, дека кога сакате да се скрене вниманието од одредена тема, правите диверзија со некој друг начин. Тоа и во политиката се случува и нашите политичари тоа често го прават, така што претпоставувам тука поентите беа неколку. Едно да се даде акцент дека и во Русија има некакви си противници на режимот на Путин, а од друга страна се трне вниманието од она што беше главната вест, падот на Бахмут по долгомесечните борби. 10 месеци, 236 дена, мислам бе. 230. Сега гледаме и дека се случи една спектакуларна експлозија на браната на Каховската брана. Тоа ќе беше моето ново прашање, да. Па прво прашајте го, да. Каховската брана е специфична по многу нешта. Незиното уривање им донесе проблеми на едната и на другата страна. И сега, оној спектар на медиуми во кој што и ние припаѓаме објективно од западниот свет, ја прифати таа норма дека Русија веќе е виновна и ги урнала браната, меѓутоа навистина се поставуваат прашања зошто би го направиле тие тоа кога поплавите отидоа во оние реони и во оние населени места кои што Русија ги држи под контрола. Да, има различни теории. Една е дека украинците го направиле тоа, дека бомбардирајќи, што е факт, ја бомбардира во неколку наврати таа брана, дека русите ставиле експлозиви, ја експлодира, ја урна. И потоа Днепар се подигна 12,7 метри во еден момент. Третата варијанта е дека едноставно таа самата попушти после долги удари со гранати од украинската војска. Меѓутоа таму видите, тоа е огромна река, толку голема што ние не можеме ни да сватиме колку е голема. Тоа се еден систем на каскади кои што почнуваат со брани и со резервари на вода кои што почнуваат дури од Киев. Да. Значи стотици километри на север. И всушност прашањето е зошто некој би тоа би го направил. Од страна на русите малку е проблематично бидејќи тие и така го контролира одводот и доводот на одводот на водата што доаѓаше од север. И евентуално ако сакаат да поплават територија која што сега е поплавена, може едноставно да ја пуштат водата која што доаѓа нели од северна реката. Посебно е знак на прашање зошто тоа тие би го направиле кога фактички одлевањето повеќе на источната, да речеме долната страна на реката, каде што се нивните позиции кои што сега веќе не постојат. Да, тоа беа првата и втората линија на одбрана во Херсон. Така е, точно, и всушност, значи, малку е нелогично ако гледате од објективна призма дека Русија само прима вода преку тие канали. Да не зборуваме дека тој резервар беше и е битен за наводнување на земјоделската почва во оние региони што Русија сега ги смета како своји. Дали ќе ги задржи или не, ние се трудиме, Украина се врати во своите граници, русите се трудат да ги опстават во тие територии. И оној канал кој што го спомнавте, делумно е зависен, значи Крим нема доволно вода и Украина, да речеме, по 2014 го имаше блокирано дотокот на вода, што беше една видна хуманитарна катастрофа за луѓето на Крим. Русија со агресијата го освои тој канал, го освои териториите каде што е каналот и сега имаше нормално снабдување на Крим со вода. Сега ќе биде проблем, бидејќи ова беше исто така
хидробрана, хидроцентрала и голем резервоар на вода. Да. Но уште една работа, уште пред почетокот на ова се уште не признаена формално контраофанзива, во неколку наврати и представници на Стейт департментот и во Пентагон и во НАТО рекоа направивме се што можеше и повеќе од тоа за да подготвиме украинската армија за контраофанзива. Значи дадено е енормно количество на оружје. Значи не се работи овдека за некакви мали, туку се работи за наистина огромни ресурси кои што се дадени. Самиот рековте дека украинската армија не недостасуваат луѓе како војници. Јавна тајна е, речиси, дека НАТО специјалисти ги подготвуваат операциите, дека помагаат во многу нешта. И сега прашањето е политичко, велат, дека Украина мораше да започне оваа контраофанзива и дури да не сакаше. Ќе кажам тоа само брзо да споменам дека факт е дека на Украина не недостасуваат војници, меѓутоа и недостасуваат и tekako професионални војници. Станува збор на тоа дека тие мобилизираат обичен граѓанин на Украина кој што по кратки курсеви обуки оди на фронт. Оди на фронт, да. Оние главните професионални војници кои што беа подготвени од 2014 скоро веќе да не постојат. Значи тие единици се или тотално поразени, убиени, уништени или се во фаза на некој од нив се во фаза на рекуперација, на обнова, на одмор и на Добре, враќање. тоа повеќе од 50.000 војници беа испратени во западните земји на обука. Сега значи зборуваме за нов бран, значи вие зборувате за една армија уништена, една цела техничка опременост уништена, сега со нови западни оружја се бори нова армија која што се обучува, меѓутоа колку може вие да обучите луѓе да баратаат со технологија која што е нова и чудна. Високотехнолошка, апсолутно. Во однос на тоа што Украина употребуваше, Украина не се лажеме, употребуваше советско оружје, она што ние во првиот бран им го дававме, во Македонија, Бугарија, сите ние сојузници на Украина. Така што генерално тоа е една франкенштајн армија, значи имате еден топ француски, на другата линија на фронтот имате германски, па имате американски Хаймарс и така натаму. Оклопни транспортери, секакви имате. Имате сега тенкови, рековте Леопард се појавија на фронтот. Имате разни други видови на тенкови. Значи тоа е миш-маш што викаат бугарите на воено оружје и е едноставно реално тешко за украинците да, а меѓутоа се надеваме дека ќе победат. Добро, консеквенците од целава работа, несомнено е дека ова војна ќе веќе предизвика тектонски промени на светската сцена, а Западот инсистира во повеќе наврати дека Русија ќе биде таа која што порано или подоцна ќе мора да плати за обновата на Украина. Повеќе од 300 милиарди евра руски пари се замрзнати, средства, односно, значи, во западни банки. Државни пари што Руската централна банка ги чувала како што и сите централни банки чуваат во други главни градови во светот, тие се замрзнати, тие се запленети всушност. Меѓутоа има еден проблем кој што го повторуваат, дека не може тоа туку така да се земе и да се префрли на Украина и да речат поведете сега градете. Значи има некакви процедури компликувани. Западот се заснува на владење на правото и сега тука вие вонредна околност, руска агресија запленувате, меѓутоа сега да речете дека утре овие пари се наши, малку нема да биде лесно едноставно, да. Кина во целата приказна? Видете, Кина на сцената настапува силно, нивната иницијатива Патот на свила, еден пат, значи Belt and Road Initiative, Каич и пат иницијатива е иницијатива која што гради, која што се проширува секаде, склучува договори за слободна економска размена, гради зони за слободна економска трговија, пристаништа, инфраструктура и со тоа не само што добива, значи и може и своите производи да ги пласира, туку добива и дипломатски. Се повеќе земји стануваат сојузници на Кина и на некој начин таа има и дипломатска тежина, например гледаме од Блискиот Исток што се случува. Успеа да направи нешто што Америка не успеа. Зборувате тука за договорот меѓу Иран и Саудитска Арабија, се разбира. Зборуваме за договорот Иран и Саудитска Арабија. Саудитска Арабија договара примирие и мир со Хуту, односно јеменските, да речем, мутовници, таа војна да заврши. Па дури Сирија ја вратија во Арапската лига. Сирија се врати во Арапската лига, Сирија веќе договара со Турција, значи тука има еден подем на земјите, ние тука на запад не гледаме, меѓутоа западот се повеќе опаѓа во моќта реално во светско ниво, економска и интересен е моментот, се разбира, професор, интересен ми е моментот што и Европската Унија посрамежливо и сад поотворено не кријат дека анимозитетот со Кина ќе се зголемува. Значи се зборува дека тоа е тоа, Кина ќе биде ривал со кој што ќе мора да се соочиме и на ова и на она
страна на овој или на оној начин. Тие го Кина смета за стратешки непријател и тоа всушност многу добро се гледа во политиките на САД. Европа само следи, Европа тука нема некој голем збор. И всушност знаеме што се случуваше со политиките на Трамп во однос на Huawei, најголемата телекомуникацијска компанија, не само за мобилни телефони, туку и за радио антени, овие што се 5G, 4G, 5G емитери. Сите земји во Европа под притисок на Америка се соочени со фактот дека тие сега треба да трошат пари да ги заменуваат тие радиокули со западни, со некои произведени во Шведска, во Финска и така натаму или во Америка. Голем е ударот на Кина во однос на чиповите и индустријата за производство на чипови. САД на секој начин се труди да го невозможи технолошкиот развој на Кина. Значи, останува она непријатно чувство дека наместо да дојде до смирување на тензиите на светско ниво ќе продолжат доправа анимозитетите. Не, напротив, секаде ако одите на меѓународни настани вон овие стандардните што ги имаме во Европа, ако одите во други делови на светот, еве Шангрила имаше голем самит. Да. Ќе слушате дека всушност борбата на светско ниво допрво предстои, таа само се разжестува и дека тука веќе е прашање на опстанокот на доминацијата на САД како хегемон во глобалната политика. Така. Искрено, морам да те свртам кон тебе. Знам дека овие теми не се вообичаени многу во утринската. Како не се, си дискутираме ние со нашите гледачи на сите возможни теми. Ова е тема која што за жал подолго време е актуелна. Јас на крај би прашала нешто што мислам дека секој еден од нас го интересира. Ќе почнеме од тоа што самиот гостин рече, никој не очекуваше дека ќе дојде до ова, никој не очекуваше. Кога се случи ова, мислевме кратко ќе трае, помина година и 3 месеци. Иако ќе го поставам прашање, знам дека никој не може да даде одговор, но има ли крај? Дали е на повиток? Дали вие го гледате можеби негде крајот? И каков ќе биде тој крај? Во моментов нема да биде брзо, тоа да кажеме така. Крајот би бил со апсолутен пораз на воено ниво на Украина или крах на руската држава. Тоа моментално не го гледаме. Можеби ова контраофанзива ќе биде пресудна и во двете насоки. Може да се случи да Украина победи, пробие, па Русија на некој начин се повлекува. Може да се случи украинците да имаат страшни загуби, потоа Русија да преде во офанзива. Така што ова ќе потрае уште долго за жал, ќе има уште илјадници жртви, ќе влие на економијата. Европа е страшно погодена од оваа криза. Не знам што ќе се случи оваа зима. Лани се сеќавате се сноѓа, како секој знаеше и умееше, меѓутоа зимата беше блага. Имавме среќа, Ако немаме таква среќа оваа година, ќе биде проблематично. Па дури и за нас. Не знам дали знаете, владата на Ковачевски набавува газ од Русија. Доколку Русија сега не го дозволи тоа, ќе имаме проблем. Ќе треба да најдеме од други извори. Дали може да најдеме, дали на пазарот ќе има доволно и така натаму, која ќе биде цената, исто ќе биде битно за нас. Така, многу непознаници. Професор Жида Даскаловски, благодариме за гостување во Керече вечер во Божје утро. Утро, да. Морам да признаам, искрено многу брзо некако ми дојде, јас сум навикнат на подолги разговори, но што е тука и се надевам дека нашите гледачи останаа задоволни во овој сегмент.